Добар ден и добре дојдовте во новата епизода на Fair Play на Телма. Нашата денешна тема се разбира како и секој пат ќе биде поврзана со спортот, но малку повеќе ќе зборуваме на теми кои ги засегаат жените спортистки, па дури и оние кои што можеби рекреативно спортуваат. Што се случува со секојдневието и животот и спортската рутина на жените тогаш кога ќе дојде периодот на бременост? Постојат поделени мислења за темата дали е во ред спортот да остане дел од рутината на една жена додека таа е бремена, а постојат и такви кои што можеби имаат спротивно мислење на ова. Моите денешни гостинки во секој случај ќе зборуваат од своето лично искуство, од тоа како тие се чувствуваат и какво е нивното здравје, ако земеме предвид дека во текот на нивните бременности тие не прекинаат целосно со нивната спортска рутина. Ова е денешната најава, се надевам дека ќе биде доволно интригантна за вас да останете во следните минути заедно со нас на Телма. На кои начини бременоста го менува животот и тренингот на спортистките? Дали е возможно? И како вежбањето во бременоста да биде безбедно? Како кај нив влијаеле тренинзите во текот на бременоста, за таа да биде полесна, а полесен да биде и постпородилниот период? Во Fair Play дознаваме од фитнес тренерот Елена Бубало Михајловски и планинарката Ирина Камиловска. Ке кажам без никаква лажна скромност, студиото денеска ми изгледа посебно убаво и сум среќна што сум домаќин на вакви две прекрасни дами кои во моментов се бремени, меѓутоа нивниот спортски начин на живот и понатаму трае, што значи и во текот на бременоста активно спортуваат, меѓутоа како тоа го дозираат со цел да биде безбедно и да биде добро за нивното здравје, а се разбира и за здравјето на децата. Тоа ќе слушнеме во следните минути. Чест ми е да им кажам добре дојде во Fair Play по втор пат и на двете, затоа што веќе беа дел од емисијата во минатите сезони, на Елена Бубало Михајловска. Браво. И на Ирина Дишовска, а поново Ирина Камиловска. Браво. Добре дојдовте, девојки. Добро ве најдовме. Ви благодарам што ја прифативте поканата, што не бевте скептични и покрај тоа што нели сега си имате еден посебен трек на функционирање и свое секојдневие во текот на бременоста да дојдете и искрено да ми одговорите како тоа изгледа во светот на жените спортистки бременоста. И веднаш така ќе почнам. Прво, дали се чувствувате убаво, расположени, добри, со окей здравје, какво што е најважно да биде? Па да, чин сме тука. Да, дефинитивно. Супер се чувствуваме. Мислам, барам јас лично, извини, Елена. Нели некогаш тоа доаѓа можда и од главата, од поддршката околу, од специјалистот што не води во текот на бременоста, многу фактори играат улога во тоа, меѓутоа и сето на што сме го правиле изминатите 10-15 години се билда некоја посебна физичка и ментална сила со која што се носиме со секој предизвик во денот, па така и со овој. Ако го наречеме предизвик. Не е предизвик, многу е удобно студиова, така да одлично се чувствуваме. Ти благодарам на поканата. Ви благодарам многу, реков, сигурна сум ќе има искрени одговори, затоа веднаш ќе стартувам вака. Поделени се мислењата на луѓето кога од страна гледаат како бремена жена активно спортува, вежба, планинари и така натаму. Дел од нив ќе кажат браво, алалдо е и секоја чест. Меѓутоа има и такви кои што ќе речат морали бремена жена сега баш во тие месеци активно да спортува. Имате вие такви коментари? Некогаш сте полемизирале на темава или едноставно ги игнорирате и терате по свое? Коментари ќе има секогаш, не е битно нели дали е оваа состојба, ама кога е оваа состојба, да, коментарите се на повисоко ниво, некогаш учтиви, некогаш не. Може да се суди без да се праша, без да се знае конкретната состојба нели на една личност што е бремена, на пример. Но од друга страна пак ќе се сложиме дека еве јас на пример веќе како ќе му дојде, ова ми е трета бременост, практично пред 8 години кога беше за првото дете беше малку пострашно дури од блиските и се, меѓутоа работите се менуваат, прифаќаат, расте свеста, расте и поддршката реално од специјалистите и од докторите и од околината и не може толку да се жалиме дека сето тоа нели е
негативно само, но во секој случај за луѓето кои што не се во спортот, па дури не се и се малку физички активни, кога ќе го видат сето тоа и делува можда, нели. Ние сме активни по социјални мрежи, например лично јас, и кога ќе го видат сето тоа, некои коментари не се секогаш може они не знам, не сакаат секогаш тоа да биде негативно, меѓутоа од што се запрепастени од самата појава на вежбање, пример јас па дека вежбам еве со тежини и слично, затоа што таков ми е видот на тренингот и на тоа што го работам, се плашат, коментираат, имаат што да кажат, меѓутоа ако се расположени да им се даде објаснување, се дава, ако не, нели едноставно останува секој со својот став, ако сакаме го менуваме, учиме и напредуваме, во спротивно остануваме на тоа ниво на кое што сме. Ирина? Баш така. Се согласувам со тоа што го кажа Елена. Најчесто коментарите се од луѓе кои што не се доволно информирани и најчесто, значи практично сите коментари кои што се со негативна конотација се од луѓе кои што никогаш не биле во спортот. Мене ми е многу жал што се уште постојат луѓе кои што не се бават со никаков вид на активност. Меѓутоа јас навистина не гледам причина, еве Елена е веќе трета бременост, мене ми е втора бременост, лани бев бремена со првото бебе, така да не гледаме причина зашто би го смениле нашето секојдневие доколку имаме уредна бременост. А имаме уредни бременности, имаме поддршка од нашите специјалисти кои што не водат во текот на бременоста и мислам дека ниту една мајка не би си дозволила да го доведе во ситуација здравието сопственото и пред се здравието на бебето кое што го носи, доколку например тоа би било со спротивно мислење оддадено од специјалистот. Значи јас ако имав забрана од специјалист кој што ми ја води мојата бременост и види било каков ризик во тоа што го правам сега, мислам дека би го послушала, меѓутоа додека имам зелено светло, јас ќе си го терам секојдневието на начин на кој што сум го ти одговара на крајот од денот ти прие. И на мене, и на бебето, и на сите, да. Да, еве кај тебе може да го прокоментираме моментот дека ти пред да бидеш бремена и фамилиарен човек, сепак се занимаваше со нешто што е малку со поголем адреналин и порадикално, така ќе се изразам, алпинизмот не е за секого и не е секој подготвен, убаво рековте, нити психички, нити физички за такви подвизи. И сега кога една жена веќе ќе забремени, поинакви обврски ќе има во животот, некои вакви приказни теми мора да ги стави на страна, нели веројатно не е сакам, не сакам. Не може да биде така. Дали некогаш ти било, ајде така ќе кажам, криво, можеби што спортската кариера мора да мирува, тој дел од спортската кариера, затоа што сега имаш фокус на нешто друго. Си размислувала ли на таа тема? Сега сум во одредени години, сега може би е време да се оди на планини, потоа дали би била возрастна, па ќе ми е потешко, или не ти е... Тоа се прашања кои што жени кои што се бават, да наречам адреналински, да го наречам тој спорт, или со спорт со поголем, со поголем ризик. Мислам дека им се вртат во главата овие прашања на сите жени кои што биле во тој спорт, особено во алпинизмот. Зашто? Затоа што, например, за да се вратам во тие води, треба да бидам подготвена да не си ги видам со своите деца повеќе од 30 дена. Значи, мене експедициите ми траат многу долго и тие експедиции се на најчесто во услови каде што нема услови да си ги земам децата со мене и ќе треба да отидам сама. Нормално е дека тие мисли ми се вртат во главата, меѓутоа исто така сум свесна дека ова е период кој што ќе го посветам на децата, но се уште не сум до тие години на старост каде што јас не можам да се вратам на експедиции на еден таков начин на живот. Баш напротив, мислам дека ќе се вратам малку и посилна како мајка. Мајките имаат, мислам, се надевам дека ќе успееш да видиш, меѓутоа мајките имаат неверојатна способност да го изменаџираат тој дел, да бидат добри мајки од една страна, меѓутоа да останат и врвни спортистки од друга страна. Тие кои што следат Елена прво знаат какво е секојдневието, со колку луѓе во текот на денот комуницира, посветува време, внимание. Децата се секогаш тука, барем од она, нели, како велат социјалните мрежи не се животот на вистина, меѓутоа доволно е видливо дека децата се секогаш со Елена и Атанас, не се некаде на страна и сега ќе има уште едно дете плюс. Те плаши понекогаш тоа? Ти станало потешко секојдневието за организирање со повеќе деца, нели, откако веќе имаш и второ дете? Да, не. Искрено, може би работата со луѓе
е таа која што не можам да кажам дека 1, 2, 3 деца ќе ми смени, јас во денот работам со преку, значи имам контакт со преку 250 луѓе, на пример во текот на денот. И сега не може да тоа ми е полесно од тоа да денеска одвојам 2-3 квалитетни часа со децата и фамилијата на кои што ќе им се посветам. Верувам дека и секоја професија со себе се носи негативности и позитивности. Мојата е таа да работам многу со луѓе, понекогаш заборавам дека сум тренер и дека јас треба да вежбам и дека тоа е физичка активност, комплетно заборавам, него денеска сум повеќе подготвена да одговарам на прашања, да одам да зборувам, да го водам часот, да бидеш таму некаков си лидер. Као заборавам комплетно дека сум дојдена денеска тука и дека ова е сала во која што имаме некаква физичка активност. И автоматски мислам дека тоа ми е некаква животна припрема за тоа да можда и нели сега и желбата, поддршката од фамилијата, од сопругот, слично многу фактори влијаат на сето тоа, да искрено можам да кажам дека тоа најмалку ме плаши. Повеќе ме плаши некако денот што ќе сретнам нели со луѓето, со информациите што ќе ги добијам за тоа што работам со, пак ќе кажам, со многу луѓе и не секогаш добиваш убави информации, нели морам со се да се соочам во текот на денот, дека тоа ми е повеќе страф него спокојот обратно. Го наоѓам не во работата, него спокојот повеќе го наоѓам во приватноста. Да, дома. И затоа баш не сум уплашена, но него сум во неисчекување да видам тоа се како ќе изгледа. Со уште една принова, едно детенце плюс. Ќе ми одговорите сега искрено, пред првата бременост, дали објективно чувствувавте страв или грижа? Како ќе изгледа вашето тело, со оглед на тоа што до тој момент несомнено сте биле во топ форма и сте биле фит и некако сте имале под контрола која ќе биде вашата килажа, мускулна маса, сила, енергија и така. Ве плашеше ли тоа што ќе видите во огледалото, можеби тогаш кога веќе ќе бидете бремени? Значи промени на тело, да? Апсолутно мислам дека не постои жена која што не се грижи пред да остане бремена. Зборам за првата бременост, како ќе изгледа во текот на бременоста и како ќе изгледа сето тоа откако ќе го роди своето дете. Тие стравове ги имав и јас. Мислам, јас имам тело кое што е склоно на дебелење и навистина имам сериозни напори во текот на животот да останам во форма. Во смисол, морам да внимавам многу на исхрана, морам навистина многу да тренирам. Мене кога ми викаат, ама ти имаш 7 тренинзи неделно или имаш, например, 2 пати тренинзи на ден. Да, имам, добро се чувствувам во своето тело, во моментот кога се гледам на огледало. Сакам да си го сакам собственото тело и само тогаш можам да се чувствувам и да бидам продуктивна во текот на денот за сите останати работи. И тие стравови ги делев, меѓутоа исто така откако родив и кога се погледнам видов дека не е тоа толку лошо, колку што си го замислував дека ќе изгледа и релативно многу брзо телото ми се врати во првобитна состојба затоа што веќе тоа е мускул, а мускулот навистина памти. И мислам дека со самото тоа што јас си продолжив да вежбам веднаш откако изминаа првите неколку недели, нели, од закрепнувањето од пораѓајот, си продолжив со активности и некако се си дојде на свое место. И многу често ме застанува и ми вика, леле, па ти повторно го имаш струкот. Да, го имам струкот затоа што тој струк е навикнат да биде вежбан многу долги години и таква ми е конституцијата на телото и брзо си се врати во нормалната големина која што си беше и пред бременост. Со вторава бременост веќе немам такви стравови. Со трета верувам Елена дека него не мисли веќе тоа. Да, па Елена е типна човек по тоа што јас сум сфатила дека воопшто не била генерално обседната. Имам ли стомачни, се познаваат ли, имам ли негде плюс минус нешто. Па се гледа и по слики, и по фотографии, да, и по твои изјави сум го слушнала можеби. Да, и сега реално на 26 и на 36 различно е некако мислењето за себе и слично. Ама јас сум била загрижена затоа што им е професионална работа и на секогаш на некога си му рол модел. Сепак работата не е дека треба да изгледам најфит на свет, ама си тренер. Значи, сепак си пример. Тоа ми е мојата работа и професија и не е дека например, еви еден одмор кога не сакам да се опуштам комплетно, а на сите им викам направете го тоа. Ништо не е страшно 10 дена, зашто јас кога ќе се вратам назад, јас тоа сепак го работам. Не сум била обседната воопшто, особено па на пред 9 години, 8 години,
и стравовите биле други, помали, слично, и телото, и чувствата. Сега многу ја имам некоја така поголема разлика во која што осеќам посебно разлика сега како се менува секако, ама па си созреен, па многу на поинаков начин го доживуваш тоа. Многу се големи, ке мене е многу голема разликата. Тогаш на што сум давала и потенцирала значење во однос на сето тоа, останува тоа професионалниот дел од работата и дека сум се грижела, ама па сега некој спокој, некоја поголема разумност, зрело за работата, за фамилијата, за децата, буквално е само знам дека ќе одадам својот максимум. Секогаш тоа сум ми го викала, го дадовме ли својот максимум, го даде ли својот максимум за тоа што си тука против некои работи ние не можеме да одиме. На крајот е важно да сме психофизички здрави, стабилни за многу работи, а сето друго, нели, ние мора да правиме разлика од тоа што не сме дале ништо, па сме стигнале до нешто од кое што сме денеска после тоа разочарени, имаме последица, меѓутоа доколку ние дадеме максимум од себе, знаеме дека правилно сме ги правиле работите, на крајот не на се можеме да влијаеме. И мораме да сме свесни, колку сме посвесни, толку психички полесно ќе се носиме со сето тоа, да. Ајде сега одиме по-конкретно со моментот колку се разликуваат вашите тренинзи и спортување кога не сте биле бремени и во текот на бременоста. Прво, еве со Ирина, дали воопшто има разлика? Дали си рекла одредени работи сега во бременост нема да ги правам и практикувам, иако во минатото сум ги практикувала? Вака, јас, значи, за време на првата бременост и сега за време на вторава бременост си го правам она кое што го правев во текот на секојдневието во последните 15 години, односно планинарење. Водно е сериозен тренинг, Елена сигурна сум дека била на водно и она знае што значи да искачиш 720-30 метри денивелација во само 3,5 километри од Полиција до Крст. Тоа е еден сериозен тренинг за планинари, во смисол дека се искачува висока висина, меѓутоа за многу кратка дистанца. Тоа што јас суштина го правев пред да бидам бремена е подготовка за конкретни експедиции. Тука вклучувајќи, нели, тежински тренинзи во сала кои што моето тело, значи толку до безпрекорност го подготвуваат за тежините кои што јас си ги носам на моите експедиции. Под тежина, значи тука мислам буквално на тежината на ранецот која што го носам на себе, затоа што доколку отидеш на експедиција, а немаш, мислам, не си бил доволно подготвен во корот и во грбот за да го износиш ти тој ранец на 20 килограми, експедицијата веќе однапред ти е отпишана. Буквално, пропадната. Сега јас во текот на бременоста со Јосиф, значи додека бев бремена, веќе почнав и во сала, затоа што сметав дека еден вид тежински тренинг ќе ми помогне за полесно да го родам, можеби полесно да излезам од, тоест да останам во форма, да не излезам конкретно од формата во која што сум била и ми годеше тој тренинг, иако паралелно си го качував во одна обеденица, си одев на бајрак, си одев на некои врвови така до 2000 метри и си го терав и тој дел од тренингот. Меѓутоа сега со вторава бременост некако ме гуши. Јас пробав во сала да вежбам и буквално ме гуши затворениот простор. Тука имам веќе разлика во бременостите и во однос на исхраната и во однос на вежбањето. Меѓутоа, тоа што си го правам како аутдор активност, искачување на планини, си ја терам и си остана и со вторава бременост и апсолутно ми годи. Значи не чувствувам никаква мака, напротив, дури онака ако на пример помина 3 дена веќе не сум била и чувствувам тежина као и не бев, јас не сум била нигде, не сум се качила и буквално се организирам, правам прераспоред на секојдневието, само да успеам барем еден час да измакнам од дома, само за да се качам барем и до водно или до говедарник, која сум на Галичник, Меденица ја качувам често, така да тој тренинг ми остана како рутина кој што не би го менувала. Кажавте во старт дека докторите, барем за сега, кои што ја следат вашата бременост, немаат против она што го правите. Еве конкретно за планинарење, не настануваат проблеми околу, да речеме, промена на притисок и лично твојот притисок, а потоа можеби малку во мојава глава е дилема спуштањето надолу, тие движења кога се спушташ, а не искачуваш?
Не прават проблем? Не, апсолутно имам поддршка од докторката која што ја води мојата бременост за сите активности кои што ги правам. Јас значи со нејзина консултација на почеток и она у смисол работите кои што се очекуваат да настанат како било каква компликација на бременост, нели, за жени кои што качуваат, ние ги следиме. Тие параметри на мене ми се константно во една многу добра нормала, односно дури и подобро од нормалното кога ми се мерат за време на секој преглед и апсолутно имам зелена светлова, продолжам да го правам тоа. Има негодување од околината и тоа се некои народни сваќања и прифаќања од минатото, дека ако се качуваш на угорници, дека плодот побрзо ќе ти се спушти, побрзо ќе се отвориш, може да родиш предвремено, да предизвикаш предвремен пораѓај, што ниту една мајка не го посакува тоа. Меѓутоа, јас Јосиф го родив во последната недела од бременоста. Значи, буквално го износев до крај, 2 дена пред термин. Немаше апсолутно никаков проблем во текот на целата бременост, ниту со ниту со состојбата на телото, ниту со состојбата на крвта, ниту со крвниот притисок. Сите тие параметри ние ги проверуваме. Секој месец се проверуваат, значи и крвна слика, и притисок, и значи тие некои работи кои што се прават на секој преглед, му даваат до знаење на гинекологот дека тоа што го правам апсолутно не му смета на плодот, да. И продолжувам да го правам се до моментот, нели, додека можам. Можеби во 9-ти месец ќе станат многу голема, па веќе нема да можам да искачувам, па ќе си се затворам некој период дома, да, сама ќе осетам. Но додека јас чувствувам леснина, а чувствувам навистина лесно, мислам дека ќе си го правам тоа до крај. Уште една само работа во овој контекст на се што кажа, сепак постои, нека биде и 0,001% ризик дека можеби тоа искачување би нешто предизвикало. И потоа, нели, лекарот ќе каже стоп, готово. Так. Не те плаши тоа? Па не ме плаши. Некако мислам дека што зрачиш тоа и привлачиш, така да не ги мислам јас компликациите. Да. Најчесто сум со позитивна мисла и со многу ведар дух кога ги правам работите и до сега и така и ми се вратило. Значи се што сум мислела позитивно и си дошло. Доколку настане било што во иднина, мислам дека секогаш би го слушала специјалистот и сопственото тело. И секоја мајка тоа би го направила, значи детето си е пред се. Апсолутно. Таа тема уште на стартот од разговорот ја расчистивме. Да. Кај Елена има многу телови. и движења кои што дури кога ги гледам секогаш си викам како, значи како и не вежбачите, но таа го прави тоа со години. Слично прашање, тежините како такви секогаш нели скептично се прифаќаат тогаш кога жената е бремена, посебно што сега нема да се ставам баш во улога на доктор, меѓутоа тоа што се информирав, во веќе подминатиот дел од бременоста се менува и центарот на рамнотежа, малку е потешко што се вели да се стои исправено, а не па да се прават некои поспецифични движења. Како тоа го контролираш, балансираш да е безбедно? Да, значи сега јас дополнително го работам тоа. И ние и во нашата сала, и во онлайн, и во сите видови на тренинзи, вклучени се бремени девојки, жени, кои што си вежбаат за време на бременоста. А и доктори, да не забораваме, нели? Ја имаш и таа среќа да има и еден куп доктори од гинеколози што вежбаат за време и сето тоа ни го следат и го пратат. Сега веќе тука станува збори за малце поголема едукација, зашто јас тоа не го правам само за себе, него веќе одговарам за некој друг и го правам тоа на другото. Тренинзите се разликуваат во прво тромесечие, во второ тромесечие и во трето тромесечие. Важно е, еви јас ке се вклучам во таа група, дали таа бремена жена вежбала предходно до последниот момент, нели дека да остане бремена, што вежбала. Се ние ќе го скокнеме тој делот кој ќе се отиде на преглед, што ќе си каже докторот, ќе си каже, сега она ќе дојде. На пример, еве ќе ми кажат нели, јас не смеам или смеам. И веќе од смеењето тука јас навлегам, до несмеењето веќе јас тука нели ништо не можам. Да, и сега тука веќе дискусија, да го кажам еден прашалник, така и за мене, што правеше предходно, кој е твој стил на живот, нели? Што сме правеле, па како ќе продолжиме, како се чувствуваме и работите се менуваат. Не значи дека ако сме почнале некако, на пример првите недели, па после во второ тромесечие, во трето дека ќе тераме исто. Различен е теркот кај жените во секоја бременост. Тоа е толку многу индивидуално да они, на пример, еве јас, вклучувајќи ми мене, ние вежбаме во една иста сала, на пример, меѓутоа може да се случи четирите, ако се погодиме, еве сега сме 4-5 во една иста група во која што вежбаме, сите да правиме различен тренинг. Значи тука веќе станува збор, не е шала,
Воопшто убаво е, можеме до утре да разговараме како е интересно, колку е тоа убаво и за народот да го гледа, колку е мотивирачки и слично, меѓутоа носи една преголема одговорност во која што има разлика, бара знаење предходно за истото да се употреби. Едно е кога решаваме за нас што правиме, друго е кога треба да одлучиме за некој друг што треба да прави и самиот тренинг се разликува. Ако се вратиме на моето сега, дека да, точно јас вежбам со тежина, јас мене ми е тој видот на тренингот. Значи јас 15 години си работам функционални тренинзи во сала, еден период вежбав, например со првата бреност вежбав многу дури кросфит, ама премногу со Атанас, тоа ми приеше и така сето тоа го продолжив. Има едукации посебни како да се скалираат и како да се направат тренинзите кога станува збор за тежина, како да се самите движења? Па самите движења е едно, друго е мора да се внимава на карличното дно, мора да се внимава на абдоминалната мускулатура, сето тоа да се заштити со помош на одредени дишења, на кој начин, на поинаков начин малтане се креваат во тој случај теговите. Кога ќе се каже тежина, е многу генерализирано. Зошто? Просто примерот, некој ако вчера правил дедлифт, е мртво подигање со 20 килограми, денеска ја намалуваме килажата и за него се 5 килограми веќе доволно и многу. Некој правил со 100 килограми. Тоа се занимаваат, можда за тебе е тоа недостижно и за некого, меѓутоа некој правил 100 килограми. Сега намалуваш на 50 килограми, например, лично за мене, буквално не се ништо, ама тоа надвор од страна за некој што вежбал само пилатес, йога или например само се качува на планина, никогаш не влегол во сала, тоа изгледа многу страшно. И паш не е убаво нели да мислиме дека некој би сакал нешто да му наштете, меѓутоа мене тоа и на многу други што го вежбаат тој вид на тренинг име секојдневие. Што се случи летото, ние бевме на кампување, не дозволи сопругот да земеме тежини и нешто тегови да вежбаме зашто бевме пренатоварени и тренинзите беа бодивеј, да, и трчавме. Мене трчањето воопшто не ми пријаше, зашто јас тоа не го правам редовно, значи дури осетив, јас дури бев и многу рано во бременоста, не знаеше ни никој, не ме винеаше ни на пулсот, ни психички, ни во нозе, тоа се притисок и престанав. Едноставно јас тоа не го правам постојано и не можам, сега ми текнало мене. И сега јас ке трчам 5 километри. А ако некого прашаме вака, што ви изгледа побезбедно? Трчање 5 километри изгледа као или 50 килограми. Или 50 килограми тежина. Значи секој заокружат трчање. Да, апсолутно. Мене тоа воопшто не ми прие затоа што не го правам. Немам време да излезам надвор, знам колку е важно, знам колку треба, цело време работиме на тоа со сите и јас и Атанас дека треба повеќе да трчаме. Јас за тоа многу тешко се снаоѓам, на пример, и не го правев. Јас реков дечки, јас тука застанувам, децата и он тренира, јас викам ќе останам тука, ќе си чучнам, некој склек ќе направам. Едноставно не можам тоа, не сакам да ризикувам и не ми одговара само затоа што моето тело не е навикнато на тоа. Не можам јас да му ставам него нова физичка активност која што самиот мене прво организмот сам по себе не ми го трпи, тоа се бори надвор од комфорт зона. Вежбањето за мене во сала, тоа така како што го правам и како што изгледа, мене ми е комфорт зона едноставно. Внимавам, се оди нормално редовно на прегледи. Сметаме и дека дури и докторите, јас лично барем го имам тоа сетено, се уште повнимателни од други параметри, например, ке рече таа цервикс да се измери, ова да се направи, сето тоа да се види каква е состојбата, да се знае, за да ни каже што понатаму смееме, не смееме, треба да намалиме, се сменило нешто, не се сменило. Да, предизвик е од една страна, меѓутоа од друга страна мора да се свати тоа дека не е ништо страшно, но ако се вежба кај некого, а не по своја сам, дека мора тука да имаме некој едуциран кој што ќе знае што треба да ти даде, макар тоа и да е пилатес, дали е тоа йога, и за йога има дел од позиција, не сме да се прават и за пилатес и што за аеробик уште повеќе, затоа што е само скокање, рипање и слично. Значи, да биде соодветно, свесно одбрано. Секој спорт. Впрочем, секој спорт си има одредено дозирање, како што ти ќе се качуваш само веќе до 2000 метри и знаеш дека сакаш за 2 сати да се вратиш пример назад, нели си ставаш некаков лимит во твојот спорт. Во секој спорт си има ограничувања кои што смееме да ги правиме, треба да ги внимаваме и на крај пак правилата не важат за секого.
Имаш сега лимити во поглед на килограмите? Да, нема шанси. Колку различно е за све. Знам дека ќе сакаат гледачите да слушнат, меѓутоа одиме до некоја горна граница, нели? Зависи од вежбата, разбирам. Да, зависи нели од вежбата. Не знам, еве сега уште можам да кренам над глава некои се 40 килограми, дедлифт можам да направам со 50 до 60, ама намалувам. Сето тоа додека осеќам, тоа е многу поврзано со кој дел од мускулатурата се стега. Кога се употребуваат нозете едно, кога се употребува горниот дел од телото е друго. Меѓутоа ние кога треба да го зацврстиме јадрото и стомакот, тука станува главниот проблем и на секоја вежба една која што мене ми имам дополнителна потреба да зацврстам тој дел од мускулатурата, автоматски паѓа и намалува и се намалува и се намалува. Има вежби кои во контекст на бременост помагаат за, да речеме, една бремена жена да нема одредени болки, да има подобро држење на грбот и секогаш се зборува таа тема како полесно да се порадам и да поминам низ тој процес. Ајде сега малку со Ирина, има ли некои вежби што најмногу си ги сакала, сега го ставаме малку на страна планинарењето, кажа вежбаше во првата бременост. Има ли нешто што најмногу ти пријало? Прво и да сакаш да ти е природно лесно да го правиш додека си бремена, а и да знаеш дека влијае на одредена мускулна група добро и автоматски ти е полесно функционирањето. Мускулна група во која што не ми се активираат стомачните мускули, мене ми се најлесни вежби за правење додека сум бремена. И тука спаѓаат, како што кажа и Елена, вежби кои што го активираат или долниот дел од телото или горниот дел од телото, без да се активира средишниот или јадрото, јас што го викам кор. Меѓутоа, мене лично, значи јас правам некои вежби без тежини, во смисол чучневи, исчекор, она ги знае тие, не знам ни како се нарекуваат бугарски исчекор, значи тие вежби во кои што без тежини. Да, функционални тегови активираат долен дел на мускули, значи го активираат глутеусот или квадрицепсот или на пример правам со некои тегови, меѓутоа мали тегови, зборам тегови по 2, 3, 5 килограми за активирање на рацете, грбни, ако сакам мускули да изактивирам. Меѓутоа тоа сепак во вторава бременост се сведе на минимум затоа што мене лично не ми прија. Не велам дека нема да се вратам, јас апсолутно ќе се вратам затоа што за да го направам, мислам да се го вратам телото во таа форма која што ми беше пред воопшто да останам бремена, затоа што јас многу брзо останав бремена од првата до вторава бременост. Јас бев вратена во форма, меѓутоа мускулите не беа сите на свое место се уште, а ја веќе бев бремена со втора. Така да, за да си ги вратам на свое место сите мускули кои што ми беа уште пред да останам бремена со Јосиф, мислам, посекако тоа захтева да влезам во сала и да си ги активирам сите тие вежби кои што сум ги правила претходно тежински, со тегови. Затоа што знам јас, знаат сите вежбачи, знае и Елена, дека само со аеробни вежби, каде што уствари, ете, например, ке влезе планинарење, трчање, пливање, не е битно, без тежински тренинг не можеш да го направиш телото такво како што ти посакуваш. Односно, ке ти се активираат мускулите, ти можеби ке се доведеш во една врна форма, меѓутоа можеби тоа нема да изгледа баш визуелно да изгледа најдобро и тебе да ти се допадне тоа што го гледаш пред огледало. А јас, за да ми се допадне тоа, ќе мора да се внесам повторно во тежинските тренинзи. И ќе биде и тоа, меѓутоа прво нели да се заврши, да се заврши бременоста во најдобар ред, да си го родам и после неколку недели од раѓање, како што направив и со Јосиф, ќе се влезам повторно во сала. Сакам да изгледам убаво и мене тоа ми е мотото, значи прво сакај се себе си, па после ќе сакаш и се што правиш во животот и се што работиш ќе биде поисплатливо. Меѓутоа ако не се сакаш, ако не си ја сакаш својата состојба на телото и својата аура, после мислам дека што и да правиш е осудено на неуспех, така да тоа ме води, дека морам да се вратам во својата форма која што си ја имав и претходно. Не се сомнувам дека така ќе биде, искрено. Елена, рековме, работи со многу други жени, девојки кои се бремени. Би кажали ли некои посебни вежби што најчесто можеме на некој начин да изгенерализираме дека се добри за период на бременост? Вака, генералното вежбање само по себе си носи успех со вежбање на целото тело. На овој или на оној начин, во зависност пак ќе кажам кој вид на активност ние би примениле. Посебни вежби ќе најдеме секогаш ако пробараме и по интернет, има и прирачници и слично, кои што генерално се насочуваат повеќе на дишењето,
а помалку на тоа како да се вежба. Меѓутоа мора да се разбере дека самата физичка активност за време на бременоста нас не дава повеќе енергија, затоа што реално делува позитивно на хормоните, се намалуваат болките во грбот заради теретот кој што настанува. Има голем број на придобивки. Самото тоа да сме ние некаков си вид физички активни во текот на бременоста, но ни една физичка активност не може да гарантира дека ќе гарантира или ќе влијае на нашето породување. Тоа мораме да му ставиме една точка и крај. Значи тука ние можеме колку сакаме вежби, колку сакаме да правиме што сакаме да правиме, тоа никогаш не е гаранција за тоа како тој чин ќе се одвие, нипа е наша работа на која што би дискутирали и би зборувале. Меѓутоа, за да имаме тековно лесна бременост, полесна, тоа лесно исто е многу генерално, нели за некого нешто е лесно, за некого е тешко, да се чувствуваме пријатно, пошто сепак е подолг период и сега зависи дали имаме други обврски, немаме, што ни е работата, физичката активност го прави тоа. Закрепнувањето после тоа е тогаш веќе со тоа што сме го работеле физички активни, без разлика тој чин ќе го скокнеме, зашто ние не можеме да му влијаеме комплетно и не може ни да гарантира ни еден ни тренер ни нешто дека заради тоа може да влијае, меѓутоа докази за тоа не смееме ни да правиме ни да кажуваме, ама после сето тоа закрепнувањето без разлика кој видот на породување, како поминало, тешко било, лесон било, чинот нема да го споруваме и да го зборуваме, меѓутоа закрепнувањето исто така и враќањето назад, општо и како во било која операција, ќе се вратат постоперативно во сала и самите кажуваат, леле, вика докторот ми рече, одма станав, како сум можел одма да станам, и сето тоа се препишуваат и породувањето е некаков си нели вид на интервенција која што ни се случува на самото тело и мораме за тоа да го гледаме, да не се ние насочуваме на чинот и на тоа која ќе дојде како активност, меѓутоа за да имаме полесна, поубава, повесела бременост и после тоа закрепнување што е потешкиот дел од самата бременост, нели? Е потребна сила на жената, потребна, расположение, а таа е складирана во нас, па имаме сепак некаков си стил на живот, каде што полесно ќе станеме, нешто си носиме од претходно, ете тоа е некаква си вежба и физичка активност, па самото тело наше бајра, зашто е стил на живот, го сакаме, па полесно ќе се натераме повторно да вежбаме кога ќе треба, како ќе треба, тоа не е кај секого е различно, дали после 2, 3, 4, 5 недели, неважно, ама стои некаде кај нас во позадина, знаеме дека и самиот тој процес станува многу полесен за на крај некој да ти каже алал, нека ти не е ништо алал, него сето тоа е вложено труд. Резултат на нешто, резултат на нешто. Да, значи дисциплина, не си секогаш мотивиран да отидеш, нели да извежбаш и се што да направиш, него едноставно си дисциплиниран, си ги осетил, си ги почувствувал придобивките од сето тоа и затоа тоа го правиш, не е ништо црно и бело, не значи дека ако вежбаш до 20 нела дека ќе продолжиш да вежбаш, дека значи работите се менуваат. Не можеме да се споредуваме во никој случај едни со други, ама важно е да сакаме и исто еден нели многу важен совет јас како од страна на тренер е дека па после вакви емисии многу често или кога гледаат некој или мене сега доволно е да ме видел или Ирина дека се кача и сега на пример ти остануваш бремена, претходно си имал нула физичка активност и сега затоа што таа е тема, тоа се разговара, тоа е во и сега ќе вежбам и тоа не е во ред. Значи тоа е преголем стрес на телото, значи не сме заради сега сите тие актуелности кои што ќе се зборат и ќе се кажуваат, некојаш помалку, некојаш повеќе, ама ете, нели ќе ти се случи сега да околу тебе има 6-7 што вежбаат или се поактивни, што на социјални мрежи, што околу твојот живот и сега ти тоа го гледаш се е така, нели супер, па јас од денеска. Еве, ние лично, например, во сала или кај нас не ги ни примаме воопшто доколку претходно да дојде трудница и да сака сега да стартува. А претходно немала физичка активност и искрено се обврзуваме затоа што ние имаме нула познавање од незината состојба и претходно не би сакале да направиме дополнителен ризик. Збориме дека е убаво и се, меѓутоа сето тоа има граници, си има што можеме, што смееме и што не смееме. Не сме секоја една актуелна тема, нас да ни преди убаво е да се мотивираме. Еве, нека помине сето тоа, да не одиме да се залетаме по нешто кое што не е разумно. Да, или еве, ќе заврши се, па може порано да се почне, веќе да се праша за постнаталното опоровување, за постнаталниот вид на вежби, кои што исто така мислам дури мене лично ми се потешки него за време на бременост, затоа што сериозно таму ти буквално телото е порастроено него што е сега. Значи нешто тоа го правиме 9 месеци, а тоа за 5 минути ти си веќе во друга
состојба, враќањето назад, особено за некој што е физички активен, мене многу ми е потешко закрепнувањето, после се што не смеам да правам, него сега се што смеам или не смеам да правам, тогаш стварно мора уште повнимателно да се прават работите. Што би се рекло нежно кон телото и кон себе, затоа што тоа е тако период. Секоја состојба е различна, меѓутоа е многу е различно за времена и после сето тоа. Кога станува збор, сега збориме нели за физичка активност. Многу брзо ми лета времето со убав и пријатен разговор, но еве ова што го зборуваме по радиот, сега ме инспирира така да завршам. Ирина направи еден многу убав гест и добра мотивација за оние кои што се мајки, кои што во принцип можеби во тој момент добиваат една поголема монотонија во секојдневието, затоа што се најчесто сами со своето бебенце и се е посветено околу грижата на тоа бебенце. Така што еден убав начин на социјализација и мотивација за мајки пронеде и го направи, секоја чест за тоа. Благодарам. Тоа беше заедничко искачување на водно. Можеби човек ќе рече не е ништо посебно, меѓутоа знам дека за тие жени и те како е посебно. Прво, како ти падна на памет таа идеја? И второ, успеа ли до крај да бидеш вистински лидер, значи доволно да ги и мотивираш, па и да внимаваш на нив, кога веќе ти си таа која ги повикува и сака да ги убеди дека можат, дека ќе се чувствуваат супер. Идејата ја добив веднаш, само што се породив. Мислам дека бев подготвена после една недела да отидам на водно со што туку новородено нели бебе. Меѓутоа нормално дека малку си реков дека му треба време. Бебето уште мисли дека е во стомак. Па не сакам да му направам дополнителен стрес од самото тоа, нели, да го ставам сега во кенгур и веднаш да трнам на водно. Меѓутоа така дома седејќи со него првите 3-4 недели си размислував како тоа би го направила и како би добила, мислам, Павле како сопруг и татко на Јосиф е прекрасен и навистина многу ми помага, меѓутоа не е човек кој што секој ден би одел на водно со мене. Сепак он си има друг лајфстайл и он си го сака вежбањето во затворени простори, доаѓа на водно со нас, меѓутоа не толку често. Така да се одлучив дека ќе отидам прво сама еднаш со Јосиф и ќе си измерам едно темпо кое што би го прилагодила на мајки кои што претходно биле активни, да може да ми се придружат. Со самото тоа што јас веќе објавив, а нели на некој начин ние сме веќе актуелни како жени на социјалните медиуми, и веќе веднаш ме исконтактираа многу мајки. Леле, колку би сакала и јас, па јас сега само што родив, па моето има 3 месеци, леле, колку сакам да отидам на водно, немам со кого, и така се роди една идеја, ајде сега ќе организирам до средно водно искачување за мајките, па и тие што никогаш дури не ни отишле до средно водно и пред бременост. Зашто? Затоа што средно водно е многу блиску за било што, значи да се случи или да и притреба. У смисол, значи, оној да сака да се откаже, не може да се откаже пред мене, затоа што јас бев подготвена и имаше ситуации кај што буквално го носев Јосиф во кенгур и го земам нејзиното бебе од кенгур, со самото тоа што и го олеснувам на нејзе, што ја олеснувам тежината од кенгурот, она после тоа лета буквално и средно водно е на само километар и пол од полиција. Па така да многу лесно се организира и превоз доколку не може да се стигне. Што и да ни требаше, беше многу лесно и логистички да се изорганизира сето тоа. Немавме потреба од таква дополнителна организација, супер искочи групата. На почеток се пријавија само 2 мајки, после тоа следниот пат дојдоа 7, па дојдоа 14. Сега сме група од 30 мајки, ние активно се дружиме, си разменуваме искуства. Дел од нас повторно сме бремени, дел од нив има трето дете, некоја како мене чека второ дете, повторно се организираме на пролет да почнеме со искачувањата, затоа што и дружбите со маливе деца, со првите дечиња, ни продолжија во парк, па верувам дека ќе сакам Јосиф да го изактивирам и он да почне да си пешачи до средно водно или до некоја, не знам, тримпатека што е, например, на водно и слично. А сакаат и они. Втора работа која што мене сакав да ја напоменам, а Елена ја изостави во тоа што го разговаравте претходно, е дека треба навремено да се активираат сите жени. Зашто? Затоа што ако не се активираш навремено и сега останеш, например, бремена и не вежбаш за време на бременоста, постнаталниот период, откако ќе родиш, ти веднаш имаш 4 кила бебе во раце,
3 кила транспортер и бебето 4 кила, 7 кила и уште 3 кила во торбицата која што ја носиш за секој случај да ти се најдат пелени, влажни марамици, млеко, памперси и слично. И автоматски имаш 10 килограми во рацете, а ти претходно не си кревала ни 2 килограми. Телото треба да го подготвиме за да стане мајка. Значи, во смисол ти можеш да почнеш да вежбаш и со минимални тежини. Само тоа ќе ти помогне полесно да ти биде во постнаталниот период, затоа што откако ќе родиш доаѓа вистинската тежина која што ние ја чувствуваме. Убаво си каже Елена. Сега ниту се плашам, ниту чувствувам тежина во активностите кои што ги имам. Откако ќе излезе бебето од нас, телото станува баш такво, значи толку е стресно таа ситуација за самото тело, што апсолутно не е подготвено веднаш да почнеш со било каква активност. А веќе ја имаш, со самото носење на бебето во транспортер до една прошетка, до кола, до парк, на преглед сакаш, не сакаш, имаш. Сакаш да излезеш. Така да и тие работи кои што ги организирав наводно им помогнаа на мајките да си ги зацврснат грбните, стомачните мускули, нозете, ги изактивирав да им биде на нив полесен постнаталниот период и исто така ги мотивирав голем дел од нив да си ја доведат во ред исхраната и многу сум среќна што голем дел од нив си имнаа сериозна бројка на килограми кои што веќе им беа наталожени од бременоста. Затоа и го правев тоа и повторно ќе го направам, така да тие што сте бремени на пролет се гледаме, можеби и Елена ќе се приклучи на едно од групите. Девојки, многу ви благодарам. Значи, само ми се потврди искрена ќе бидам дека не погрешив во изборот да ве поканам да гостувате. Пред се мене лично сте ми голема мотивација и не се сомневам дека и оние кои што одвоија време да слушнат што имате да кажете, ќе бидат мотивирани после овој разговор. Само ми останува да ви посакам се најдобро и ќе чекам следната тема и следната средба со вас, како и секој пат на тема спорт. Фала ви за поканата уште еднаш, јас уживав. Исто и јас. Ќе се видиме повторно, уште еднаш ви благодарам многу и благодарам и на нашите верни гледачи. Секоја следна епизода на Fair Play искрено уживање пред се за мене и за нашата екипа, па со истото тоа задоволство и љубов ќе ви ја подготвиме и следната епизода. Се гледаме наредната недела на телевизија Телма. Довидување.